Добар ден, почитувани. Вие следите уште една нова Телма амбуланта. Урогениталниот синдром е состојба што најчесто се јавува кај жените по и за време на менопаузата. Проследена со симптоми како вагинална сувост, чести уринарни инфекции, неволно испуштање урина, што сериозно го нарушува секојдневието. Кои се причините, како се препознава и какви современи терапии и процедури им стојат на располагање на жените? Разговараме со професор доктор Васил Илиев, урогинеколог. Разговорот ќе го проследите веднаш по блокот реклами. Останете на Телма. За урогениталниот синдром кај жените во денешната Телма амбуланта разговараме со професор доктор Васил Илиев, субспецијалист урогинеколог во приватната клиничка болница Жан Митрев. Професоре, добре ни дојдовте, добар ден. Добар ден на вас и вашите гледачи. Професоре, жените се соочуваат со низа проблеми во одредена животна возраст, вагинална сувост, чести уринарни инфекции, неволно испуштање урина и ова се само дел од симптомите на овој синдром. Да. Со какви уште проблеми може да бидат соочени? Какви се уште тегоби може да почувствуваат? Не разбирам. Пред се сакам да кажам дека овој наслов, самиот што го вие сега рековте, урогенитален или генитуринарен синдром е интегративен наслов за една плејада на симптоми, знаци и преметувања кои настануваат во целиот период на перименопаузален, значи пред и поменопаузално. Најчести проблеми кои што се као последица токму на настанувањето на хормонските пореметувања кои во суштина се доминантни во тој период и со различна динамика кај различни жени се одвиваат, настануваат последици во континуираната функција на сите органи што се наоѓаат во малата карлица. Значи, спомнавте, еве најчесто и најзабележително што го почувствувате промена на текстатурата на кожата, сувост на вагиналниот исцедок кој што нема веќе таква влажност на пореметување, што е многу важно да кажеме во денешно време и на сексуалните релации, либидото и самата потреба од однос се редуцира со самиот тек на напредокот на падот на хормонскиот статус. Значи, на статус кој што води кон менопауза или па дури кон постменопаузален период. Како последица на сите овие структурни промени во органите кои што се поврзани меѓу себе во својата функција, знаете, ни еден орган ние го немаме како вишак. Сите органи ни се поврзани еден со друг за да формираат еден систем кој што се вика здравје. Сега тој систем кога почнува да се декомпозира, било од кој аспект, прво од структурен, него ќе го напомнам на самиот почеток, зашто? Значи, сите органи во нашиот организам се на нешто подпрени, на нешто се налегнати или се на нешто, така наречено се зборот обесени. Нема ни еден орган обесен, али да речеме зафатени на нешто. Ние луѓето ги викаат тие структури, па да, ги викаат лигаменти, ги викаат жили, ги викаат најчесто ги викаат луѓето. И тие жили се токму структурите кои што доведуваат и крвни садови, одведуваат крвни садови, значи доведуваат артерии, однесуваат вени, лимфни садови за дренажа, одведуваат и нерви. Тие први трпат, зашто? Затоа што се окружени со мускулатура и сврзно ткиво, кое што е најосетливо на хормонскиот пат. Тоа што значи осетливо е? Ја губи еластицитетот, значи има колаген и еластични влакна во различни типови и во различен период од животот доминираат поедини, или углавном тие што се доминантно естроген или главниот женски хормон поврзани и зависни во добрата функција, се тие типови кои што се 12, 11, 19. Ја некој што чудам кога има овие колагени сега многу модерни што се пијат орално. Пијат или не знам што све прават, знаете. Тоа се бовин најчесто колагени кои што немаат врска со овие што се женска осетливи, али се добро комерцијално употребени. Или добро, идеме на оваа тема што нас не интересира. И сето тоа е поврзано со, значи, губење на еластицитетот. Знаете што интерстицијалниот простор, меѓуклеточниот простор мора да постои за да има функционалност, за да има еластичност. Ниеден орган наш не е фиксен. Сите имаат микро movements, значи микродвижења. Микродвижења кои што се предуслов за добра функција. Сега се враќам на падот хормонски кој што предизвикува токму таа структурна меѓуклеточна дистанца да се намалува и станува дензно, станува многу помалку еластично
и станува пореметен, со тоа се пореметува циркулацијата, затоа што кога станува помалку еластично, го губи тој простор, значи се намалува просторот за крвните садови. И крвните садови добиваат некој притисок надворешен, да го наречам, нервите кои што трансферираат импулси, исто така трпат таква промена. И сето тоа допринесува до редукција на функцијата. И ја споменуваме сега сувоста вагинална, намалено либидо, кое што е трансфер горе во хормонскиот ефект кој што се редуцира и се ефектуира и на централниот нервен систем. И како последица на пореметувањата кои што се заеднички, се дојде до еден заклучок да се инкорпорираат и веќе етаблирани патолошки состојби, како што се инконтиненција на урина, пролапси, значи спаѓање на генитални органи или урогенитални органи. Значи спаѓа таква е позицијата на женскиот генитален систем, каде што предниот зид на вагината лежи мочниот меор. Така, значи, жените знаат да кажат дека им испаднала матката, а кога ќе кажат испаднала матката, тоа се подразбира еден општ циркус на преден, централен, заден пролапс. Значи така ги поделуваме. Значи преден би бил вагинален преден зид со мочниот меор, централен би бил дел од грлото на матката или целата матка или дел од цервиксот на матката, од тој дел, и задниот компартман, кој што го содржи задниот вагинален зид, често пати во него учествува и предниот зид на дебелото црево. И сите тие имаат свој име, номенклатури и се во меѓународна класификација на болести. Сега, на тоа многу често се надобрзува и последица од раѓање, од често пат, најчесто породувања кои што биле вагинални, завршуваат со епизиотомија, па епизиотомиите многу често пати. Епизиотомијата значи отварање на излазот на вагината за солесни породуваниот момент. Тие се стал најчесто последица, пошто доаѓа до стварање на лузна, цикатрицијално ткиво кое што се стеснува и го пореметува нормалниот отвор на вагината и тука викаме дека постои некоја си стара руптура на тоа. Значи овој урогенитален синдром може да се яви всушност и кај помлади жени. И кај помлади жени може многу лесно. И сега има уште една работа. Има една работа која што викаме дека сите структури, сите органи се меѓусебно зависни. Сега, на многу блиску предниот зид на матката лежи често пати на мочниот меор. Колку пати таа матка доживува промени во структурата на својот зид. На неа се јавуваат тумори, најчесто тие фибромиоми, кои што притискаат, полипи кои што се притискаат на самиот зид на мочниот меор. И сето тоа сега допринесува од една страна. Мочниот меор трпи притисок и не може да реализира својата резервоарна функција. Тоа што значи резервоарна функција? Значи да има доволен волумен да може да содржи адекватно, да се испразни на адекватно место и време. Значи, поради тој притисок што се прави на надворешниот зид. Од друга страна, матката што има миоми, во текот на периодот стално викаат пациентите, ќе се исуши тој миом, јас кога ќе влезам постменопауза и сето тоа. Да, може ќе се намали нешто, па да се исуши тоа, зборот исуши е многу јак во случајот. Тако нешто не постои. И тие пациенти што доаѓаат со често уринирање. Тоа е многу често мокрење. Значи, тоа е многу честа појава да постои често мокрење и се жалат пациентки на често мокрење што им ствара пореметување нормална функција, активно живот, да. Многу често пати тој притисок што настанува, не само ради постоење да речеме на фибромиом, на тумор на матката, може и самата матка која што е подспуштена. Па да, и која што налегнува тука. И тоа се сите тие структури кои што меѓу себе врзани и убав е тој термин генито-уринарен синдром. Содржи све во едно. Генито-уринарен синдром. Или урогенитален, како сакате, синдром, дали секоја жена која што има вагинална сувост и болки при сексуален однос, всушност значи дека го има овој синдром? Не. Кои се првите симптоми на кои што треба да се посочи внимание и да се препозна, а се дел од овој синдром? Меѓу првите е тоа често мокрење, онда нелагодност при мокрење. Добра. Нелагодност, знаете, имам пациенти кои што многу често пати идат свесно, иако немаат потребна од мокрење, идат свесно да уринираат пред да напуштат домот. Зашто? Затоа што се соочуваат со потреба неодложна за мокрење, некогаш кога се дека во некоја активност. Ке нема да може да издржат ако излезат од дома. Да. И сето тоа доведува до тоа што многу префреквентно празнење на мочниот меор
го намалува капацитетот на мошниот меор. Зашто? Мошниот меор е мускулен орган. Сега една компарација, стално кажувам на моите пациенти. Срцето е исто мускулен орган, со друга инервација, со друга структура. Ама како мускулни органи, доминантно мускулни органи, срцето кога се полни со крв, оно одма се стега. Нели, во минута е нормално се стега од 60 до 80 пати. И одма да ја праќа крвта. Сега мошниот меор како мускулен орган треба да биде така, да има таков комплаенс, ние го викаме, и тоа значи издржливост, да го преведам, да може да биде како резервоар и да тек тогаш кога ќе дојде адекватно време, место за празнење, да се испразни. Тоа се постигнува благодарејќи на многу центри кои што дел од нив ние не ги контролираме, ги контролира аутономниот нервен систем. И еден помал дел имаме волева контрола. И таа волева контрола со текот на постменопаузален или перименопаузален период ослабува. Капацитетот за вољна не ослабува, аутономниот исто се пореметува поради овие структурни промени што до сега ги набројав. И тие се први знаци кога почнува да се јавуваат. Онда се јавува потребата од нелагодност при сексуални односи, нели? Сите тие моменти кои што се поврзани, ама денеска постојат многу субституциони методи кои што може лесно да се применат со обзир на тоа што и треба пациентите да знаат, треба да они Ќе продискутираме тоа. Да, треба да го изложат тоа, треба да го кажат. А дали урогениталниот синдром е нормален дел од старењето, од возраста? Некој дел од урогениталниот синдром е нормален дел. Некој дел. Не може, знаете што, тоа не значи дека све мора да постои па да го тие така нарешеме. Ние викаме дека ова е една збирна и сега јас... Затоа се нарекува синдром. Синдром, затоа синдром се нарекува. Една збирна компонента на многу проблеми што се поврзани со тој период. И многу органи, многу функции. Еве, најчесто ние сме и друг пат овде коментирале, нели, неволното испуштање на мокрача. Тоа не може да го не потенцирам сега во овој период од животот на 21 век, модерна медицина, лесни структурни решавања кои што се мислам апсолутно благодетни, да се тоа трпи или да биде непријатно да се тоа каже, тоа исто болест. Тоа е едно пореметување кое што е одамна и класифицирано како болест. Жените тивко живеат со овој проблем, не зборуваат гласно не, за него. баш да. А сметате дека тоа променета? Па јас се надевам, еве, токму овие емисии дека ќе допринесат до тоа да луѓето знаат дека има решение. Токму се тие, не само ова, него имате вие секој ден, па имаме други места, па имаме состановци, па публицираме работи, да токму луѓето дознаат дека тоа е решливо и тоа решливо е многу квалитетно, трајно решливо, со минимална потреба од големи, не знам какви хируршки интервенции. Тоа се интервенција која што трае 5 до 7 минути се решава за цел живот проблемот. Ако збориме за еден тип на инконтиненција, другиот тип на инконтиненција, така наречен ургентна, па се решава со една терапија која што може да биде многу благодетна. Со ботокс? Не, терапија ботокс, да. Се инјектира никогаш директно во мочниот меор ботокс? Да. Тоа е веќе крајно нешто што би го дали, али има терапија која што медикаментозна и која што многу често, сега вака малку да го тоа рашлениме, знаете. Значи како збориме за инконтиненција, сега збориме. Ако збориме за инконтиненција, е еден сложен исто збор. Инконтиненција значи неволно гумење на мокрача, на урина. Настанува поради различни причини. Една најчеста причина кај женската популација тоа е стрес инконтиненција, кој ќе се кивне, накашла, насмее, потрча, качи на ова, па дури и при сексуални односи да неволно истекува урина. Второ е кога има нагон да мокри кој што не може да го одложи. Сега тој може да биде последица на невролошки заболувања, што се дели потоа во еден алгоритам ако го делиме, невролошки заболувања кои што доминира, не знам, миестенија гравис, да речеме, други заболувања. Онда имаме заболувања кои што се чести, како диабетес, како хипертензија, кои што допринесуваат за тоа, ама не се невролошки заболувања, и така наречена императивна или ургентна инконтиненција. Онда овие две инконтиненции знаат да бидат споени, и двете да постојат кај иста пациентка, и така наречена мешан тип на инконтиненција. Имаме една инконтиненција каде што се губи чувството на полност на мочниот меор, каде што пациентот не е свесен дека и тогаш кога ќе се преполни, се прелева. И така и се вика таа прелевна overflow инконтиненција. И така натака и така натака. Има уште други типови. Сега,
Ова што го спомнувам дека се многу ефикасно и лесно рече стрес инконтиненцијата. Со мала интервенција, со еднодневен престој и со завршува за стално. Другите типови на инконтиненција зависни од природата, од се преминува по инаков пристап. Апсолутно. Апсолутно, да. Ке ги вклучиме гледачите од овој момент, почитувани емисијата е контакт на професор доктор Васил Илиев, субспецијалист урогинеколог во клиничката болница Жан Митрев, е гостин во студиото. Тој ќе ги даде сите појаснувања на темата на која што денеска говориме. Професоре, како се поставува диагноза? Постојат ли некои специјални тестови или е доволно само да направите еден разговор со жената, со пациентката? Пред општиот преглед е многу важен. Ја би рекол од почеток, многу е битно пациентката, никогаш пациент не иде кај доктор ако нема проблем. И прво да она сама го објасни својот проблем и што бил мотив за посета на лекарската ординација. Потоа непосредно после тоа веќе се прашува за некои моменти кои што може да бидат значајни во однос на изнесениот проблем. Значајни во однос на изнесениот проблем. И потоа се пристапува кон еден општ гинеколошки преглед и се прават така наречени специфични тестови каде што можеме да видиме дали постои спад, ако постои спад, кој спаѓа, по кој редослед спаѓа, дали спаѓа мочниот меор, дали спаѓа вагината само, дали спаѓа само матката. Онда се прават тестови така наречени да се демаскираат спадови, затоа што некогаш се дешава да еден спад го маскира другиот, така да бидеме начисто, затоа што тоа е важно да се примени адекватна терапија. И се прават тестови во смисол да се види дали урината би била истечена кога би направил некој напор пациентот. Тие се специфични тестови кои што сите треба да се поминат. Кај овие ургентни инконтиненции, односно овие микси каде што не можат да додржат пациентите, убаво е да се направат и уродинамски тестови. Што значи тоа? Тоа значи да се види протокот, капацитетот на мочниот меор, протокот на урина при празнење на мочниот меор. И се мерат притисоци кои што се во мочниот меор и во уретралниот канал, во мочниот канал, како уретралниот канал, нели, во извиодниот канал. И тие два треба да соодветствуваат со тоа што стално треба да доминира интравезикалниот притисок, значи притисокот во мочниот меор. Зашто? Затоа што мочниот канал, односно уретрата, не е некоја цевка замислена од 3 сантима што има солови па вака стои. Таа е залепена, вака е залепена, нели? И треба флоуто што ќе дојде да направи пролаз на на урината на мокачот. Така. Тоа се многу детали кои што се сега можеби и превише непотребни да ги објаснувам, али стално има начини да се диагностицира убаво и точно, и да се утврди точно за што се работи. Споменавте дека хормонскиот дисбаланс во менопаузата, постменопаузата силно влие врз појавата на ваквите проблеми. Дали хормонската терапија би можела да представува решение? О, да. Да, во секој случај да. Сега тука носи ли ризици таа терапија? Исто така има и локална естрогенска терапија што се аплицира во интимната регија на жената во форма на крем. Го препорачувате ли тоа? Така, да, апсолутно. Значи, токму оваа тема е сега во една фокус на интерес во разни стручни овие часописи што ги имам погледнато. Се прави некоја ревизија на едно испитување што многу одамна се направи на голем број пациенти каде се покажа дека естрогената заместителна терапија во перименопаузалниот период може да биде многу опасна за развој на некои карциноми. И сега се прави една ревизија и во тој смисла се кажува дека таа не била баш добро организирана студија, дека таа студија доживеала таков публицитет благодарејќи на, не знам, судир меѓу две фармацеутски куќи и сето тоа, значи ова е правено, зборам нешто пред 30 години можда и повеќе. И се таа ревизија дојде до таму што треба адекватна терапија да се примени на адекватен пациент. Нема општа терапија. Не е еден препарат за сите. Значи индивидуализиран пристап. Ете така се вика. И сега тоа зависи дали пациентката има матка или нема матка, дали колку долго ќе ја употребува, дали е пушач, не е пушач, дали има други заболувања, нема заболувања и така се тоа пропорционализира. Вториот дел од прашањето беше за локална терапија. Локалните естрогенски препарати. Точно, токму така. Таа е многу благодетна, таа е многу корисна, али кога е корисна? Кога се употребува по препишан рецепт. Значи тоа значи да се употребува во 10% од ординираната. Тие
препарати се во облик на крем или на гел, најчесто. Има и во таблетарна форма, али овие се најчесто. И концентрацијата на женскиот хормон е таква, што која ќе се употребува еднашка до 2 пати неделно, Добро. не предизвикува никаков системски ефект Значи не се абсорбира во телото? во телото, а има локален благодетен добар резултат. Врз што? Дали вагиналната сувост? Вагиналната Ќе се сувост, спречат уринарни инфекции, цистити? па нема да се спречат, али ќе се подобри исхраната и инервацијата на структурите околу вагината. Тоа што значи ќе допринесе до подобра циркулација, со самата подобра циркулација, подобра оксигенација, подобро мембранен систем и на самиот мочен меур. И вагината ќе биде многу по-благодетна и поприемчива и за односи за све. Тоа е еден момент. Сега се правеше во Канада на 218-220 жени токму со овој тип на терапија. Дури таму биле вклучени пациентки кои што имале карцином на дојка, па и други карциноми, и се покажа дека еднашка до 2 пати неделно употреба на овој препарат локален нема никаков нус ефект. Тоа е, и јас лично сам со години го употребувам така, верувајте ми, никогаш немало проблема, има добри локални резултати. Дури кај овие што имаат фреквентна микција, значи тие Што значи тоа? Значи имаат ургентна инконтиненција или микција, некој е само микција. Не е перманентно 100% инконтиненција, значи само чест нагон за мокрење без да стално губи мокрача. Многу добро влијаат тие препарати зашто подобрува исхраната на фондот ткиво. Softness, тоа се вика softness, се добива оној интерстицијален простор што се губи кога се старее, се подобрува. Не се враќа на младост, ама се подобрува. Но и се менува флората, значи бактериската флора, вела дека и тоа има значено влијание врз ние денес имаме и препарати локални кои што можеме за подобрување на вагиналната флора да ја даеме, па тие две комбинации се многу успешни. Ќе ги вклучиме гледачите, па ќе продолжиме онаму каде што запревме. Добар ден. Добар ден. Повелете во програма сте. Добар ден. Добар ден. Јас сум Мери. Само ќе ве замолам да го намалите тонот на телевизорот. Тоа е проблемот, што не можеме флуентно да комуницираме. Најдобро да го исклучите. Па веднаш по прашањето, потоа ќе го вратите во нормала. Повелете. Поздрав прво до емисијата. Јас сум по возрастна жена, 72 години, и се пред година и пол се оперисав од спуштена матка и после тоа, пред тоа носев долго време прстен. И сега... Само ќе замолам од режим малку погласно во студио, значи слабо слушаме, значи имавте операција на циста на матка, ако ве разбрав, така? Да. И претходно сте имале малку проблем со испуштање на урина. Сега испуштена ми е бешиката. Не мокрам, Добре. Ама имам некои тегоби од левата страна. И сакам сега некој објаснување од докторот, читам за него, преку интернет, па баш ме интересира. Ви интересира каков совет ќе ви даде во вашиот случај, ви благодарам за вклучувањето во програма. Професоре, што може да советувате и колку често по операција на матка се случува всушност спад на бешиката? За жал често. Ај вака сега ќе го објасниме. Значи, женската карлица е широка, многу повеќе него машката, тоа е физиолошки момент, каде што сите сили што делуваат во абдоминалната празнина и во карличната празнина прават твој фокус на делување. Фокусот на делување паѓа токму на предниот, на мошниот меур и на предниот зид на вагината. Кога се извади матката, доколку не е правена хистеректомија, викаме тој момент кога се вади матката, таква интервенција каде што ќе се трне предниот зид од центарот на фокусни делувања, со една специјална дел од операцијата, таа останува во фокус и со тек на време доаѓа до спад и на бешиката и на вагиналниот зид. И се јавува таа топка што ја осеќаваш, што е спуштена мочен меур. Како последица на спуштен мочен меур, пациентката никогаш не ја празни комплетно мочниот меур, не го празни. Секогаш останува малку урина. Останува поголема или помала количина на така наречена рестурина. Урината е храна за бактериите. И често пати тие пациенти имаат проблем со развој на уроинфекции. Еден развој на уроинфекција се третира, па втор, и многу често тој пат води кон хронична уроинфекција, која што ние многу тешко и они лично
посебно тие години, кога се повозрастни години, каде е намалена и локалната одбранбена моќ на мошниот меор, многу често тешко се решаваат. Решение е да се врати мошниот меор на своје место. Мислам, дефинитивно, тоа е вагинален пристап е таа операција, успешна, апсолутно успешна и, како да кажам, со мал престој во болница и се добива во празнење на мошниот меор комплетно. Тоа е многу важно во години кои што следат во постменопаузалниот период. Да ги заштитат бубрезите, да ги заштитат сите тие структури кои што учествуваат во околната структура. Ако не постои матката, не значи дека другите органи е изгубиле меѓусебната соработка. Гледате како е па поврзано сега. Мошниот меор се поврзува со предниот зид на вагината. Сега, дебелото црево може и она да изигра некогаш. Предниот зид на дебелото црево преку задниот зид на вагината да дојде до спуштање, да го наречеме. Не мора испаѓање, нека биде слушано. Значи, словете е да, нека повели, ќе погледаме, ќе се договориме дека тоа биде вратен мошниот меор на своје место и тоа повеќе не постои тоа. Ајде да ги слушнеме останатите прашања од гледачите. Добар ден. Очекувам уште едно прашање од гледач. Ало. Добар ден, во програма сте. Повелете. Добар ден. Поздрав до вас, докторот. Ви благодарам. Јас одев порано на клиника ке докторот за време на менопаузата и така. Пред 3 години, 3,5 години се оперирав од матка, спуштена матка имам. И така, меѓутоа, после операцијата, уште истиот ден, јас имав уринарна инконтиненција. Така да сиве овие 3 години, јас без влошки, дење, ноќе, не сум. Така да трошам пакети, оно што се вел. И не знам, ми препиша некои таблети, меѓутоа не ми помага. Ги барав на Србија, ти ги немаше овде, меѓутоа ништо со тоа. На сега докторот ми каже, дали треба повторно да одам, дали има оделење нешто на клиника, слушав за уринарна инфекција, инконтиненција или кај него и така да ми објаснува, затоа што... Значи, барате совет решение за вашиот проблем кој што го нарушува квалитетот на живот, разбирливо. Секојдневно. Ако седам, ако легнам и повеќе ми доаѓа она за нагнуто мокрење. Благодарам. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Професоре, што можете да советувате? Треба да видиме при каков тип на инконтиненција е. Апсолутно, тоа, ако извадена матката, не значи дека е решена инконтиненцијата, тоа е сосема друга проблематика и треба да се пристапи, знаете, стално губиток на мокрача и носење влошки, урината има, мокрачата има киселина и локалниот надазба што настанува на кожата доведува до и така во постменопаузалниот период кожата е веќе променета и сега овој дополнителна иритација што настанува така наречени кожни промени на кожата, на вулва и на околина, кои што можат да водат и до несакани промени. Јас имам пациенти такви кои што водат до такви промени поради долготрајна употреба на влошки кои што стално се со урина. Нека дојде пациентката, ќе видиме каков тип на инконтиненција постои и ќе го решаваме. Дали постои некој тип на пролапс, на кој спад. Ако не постои, тогаш само урината ќе видиме дали е стрес инконтиненција, ургентна, мешан тип и така. Ја преска веќе спомнав дека споменавте дека има различни типови, лекувањето зависи од дијагнозата. Меѓу себе решавањето е стално поврзано едно со друго да биде. Значи треба да се пристапи кон решавање на инконтиненцијата. Ајде да слушнеме уште еден гледач. Добар ден. Ало. Ве слушаме одлично. Повелете. Добар ден. Добар ден. Поздрав до докторот и до емисијата. Благодарам. Вака, сакам да прашам, јас пред неколку години, значи, правев уродинамика, затоа што имав артроскопија на коленото со спинална анестезија. Пред 10 години. И од тогаш постепено ми се јави некоја инконтиненција, меѓутоа да речам во вид на капки, во така. После се појача кога кашлав, кога кивав некогаш и така. Отидов, гинекологот ме испрати во гинеколошката амбуланта на клиника. Направено е уродинамика и уродинамиката покажа дека е од неурогено потекло.
Така. Значи, терапија не ми се даде никаква. Гинекологот рече дека тоа ти е најверојатно од неврогено потекло, значи од кичмата. И така да од тогаш така е оставено. Па прашањето ви е дали има некое решение, предпоставувам. Па не, носам улошки и тоа, например, некогаш ја вадам сува улошката, некогаш е помокра, кога сум на спината, например, кашлам, пивам и така се намокрувам, меѓутоа ради предосторожност морам да носам улошки. Така постојано, секојдневно. Постојано, секој ден, да. А и плюс сум сега веќе во пензија, без медицинска сестра, тешка работа, со пациенти и така. Па сакам да прашам докторот што би ми препорачал да речеме. Во вашиот случај. Ви благодарам што се вклучивте во Телум амбуланта, што поставивте прашање. Професоре, каков совет би даде? Пациенткава, односно, многу фино кажа, нели, она која кашла, која кива, тогаш доаѓа до губиток. Тоа е јасно дека покрај, веќе ако рекле дека има невролошка компонента, дека има и стрес инконтиненција. Значи комбинирано. Па да. И нека дојде пациентката, ќе видиме, ќе го тоа решиме, сигурно, барем компонентата стресна, суверено и трајно ќе биде решена. А другиот момент ќе го третираме. Знаете како пациентите не ги интересира теоретскиот момент ради тоа и ради тоа, она сака да биде сува. Тоа е најбитно. Дали секогаш може да се постигне сувост? О, да. Да, ако имате права диагноза и индикација. Да, многу важно. Многу важна индикацијата на прав тип на проблем, правилен пристап да се избере, пошто постои многу можности. Не е само една интервенција, па сега таа на сите. Знаете, како индивидуален пристап према секој решение. Често пати при пролапси се дешава тоа. Знаете, како пациентите ќе доаѓаат со пролапси, матката да ми се извади. И матката, пошто има делови кои се викаат тело, врат и грло на матката, која што е веќе во вагина. Често пати телото стои во многу добра позиција, што е нормална позиција. Али грлото и вратот на матката се спуштени или издолжени, да ги наречам. И сега, вие ако земете да правите вадење на целата матка, значи ги рушите има добра положба. Природните структури кои што никош не може да ги обновите како што се тие. Значи може уште поголема белја да се направи. Да, и тука затоа викам, тоа е индивидуален пристап кој што после Кај некој е потребно, кај некој не. Кај некој дури пожелно да се остави значи матката. може да го решите само оној дел кој што е за решавање, доколку преостанатиот дел се обезбедиле дека е окей, дека е во ред. Ајде уште едно прашање од гледач. Добар ден. Добар ден. Ало? Ве слушаме во програма, одлично, повелете. Вака, јас покасно се вклучив во програмата, меѓутоа, не знам професорот кај работи, меѓутоа сака да прашам за вагинална сувост. Така? Јас чувствувам така голема вагинална сувост и кога имам односи со сопругот, чувствувам многу голема болка, така да и тој сексуален однос не ми е скоро никогаш успешен. Така не е пријатен. Не само што не е пријатен, скоро паѓам во неспес. Аха. Така да он спомна нешто гелови, кремови, дали постои некој вагиналет или нешто друго. Така, ние делумно го прокоментиравме тоа, но еве сега детално ќе појасни уште наш професорот. Ви благодарам за вклучувањето во програма, за поставеното прашање. Ова е чест проблем што се јавува во одреден период од животот кај жените. Споминавте, пред малку зборувавме за локалните естрогенски креми. Дали се тие решени во овој случај? Има хиалуронски креми? Има, да. Што би советувале? И таблети има некои хиалуронски, така. Убаво е да се види кој степен на атрофија е. Значи, и дали најнапред е само гинеколошки атрофија преглед. проблем или постои дислокација на поедини делови од урогениталниот дел, посебно од вагиналниот и вулварниот дел. И често пати оно што го спомна на почеток, кога постои една стара руптура значи искинатост на влезот во вагината, тоа е каде што многу допринесува за вака. Убаво е да се види и ќе најдеме решение во секој случај, било со некој крем или било со овие хиалуронски таблети кои што ќе го подобруваат. Има и гелови сега во последно време кои што се употребуваат многу успешно.
ама да видиме дали е само нормална структура со атрофија и која предизвикува сувост или има плюс нешто, затоа што чим такви болки плюс пациент, да, веројатно има нешто повеќе. Нешто повеќе. Да. А професоре, што е со оние терапии со ласер, радиофреквенци и слично, кои што ветуваат подмладување на ѕидот на вагината? Да. Дали тие би биле третмани решение и во еден ваков случај, кај спадот на матката, па и на мочиот меур? Тоа е сега вака, морам да бидам доста внимателен кој ќе го коментирам. Пред повеќе години, 15-20 години, може да има еден колега од Хрватска, почна да го прави тоа, ја лично го знам него. Јувенација, подмладување на вагиналната слузница со тоа што се употребуваат ласерско фреквенции на ласерски зраци кои што ги стимулираат колагените влакна и еластичните влакна да се обновуваат. И со тоа се постига демек подобро овакво подмладување, така да го наречеме. И сега постои структурен проблем. Проблемот е во следно. За една колаген или еластична влакна да се подмлади, тоа треба да има базична клетка. Базична клетка, тоа значи треба да има примордиален како да го кажам, да може корен. Еве вака. Да, мора да има корен за да израсте нова. Ако нема корен, нема да можете да створите. Сега тоа се постига со тоа што овие зраци го прават посукулентно, значи поголема количина на софтнес му дава, на мекост. Мукусна. Да. Сега за жал тоа трае одреден период, па се бара 3 месеци, 2 месеца, не знам колку трае, и потоа се бара повторно да се направи. Многу пати правење ги уништува затоа што брзо деградира, тоа се протеини. Ласерот може да ги коагулира дел од протеините и брзо деградира. Ние викаме деградација, значи распаѓање на некој начин. И не се покажа како трајно решение. Како моментален ефект да, често пати да, али како трајно решение не. Сега морам да спомнам, тоа е поврзано и со производство на тие ласери, со тие компании што произведуваат такви ласери. Тоа се специјални ласери кои што се употребуваат и во овие бјути салони, како убавини салони за убавини. И така да тоа е поврзано малку и со еден комерцијален момент. Нема генерално голема штета, ама кога ќе влезете во нешто да примените на себе, сакате да тоа мене ме прашува стално трајно ли е, ме сваќате. Не можам да кажам дека тоа е трајно. А што е со ние PRP зафати на вагиналниот ѕид? Значи... тоа е уште поново и уште помодерно. Значи се зема крв од пациент, па се спрема на специјален начин, каде што тромбоцитите остануваат и се пласираат во вагина, се мисли дека тромбоцитите меѓу себе се лепат, они имаат таква структура да се лепат и предизвикуваат лепење на фибринските компоненти од крвта и да предизвикаат така, ја тоа го викам тапацирање. Како ќе биде многу е свежо тоа, нема долгорочни известувања за резултатите и ја би се воздржал да го тоа коментирам. Чекам да добијам резултати, подолго, ама треба години. Еве за ласерот комодно ви кажам. Во кој случај хирургијата е неопходна и како тогаш разговарате со жените да им објасните дека на вистина имаат потреба од нешто такво со оглед на стравот? Многу често, значи вака, сите пореметувања на функција обично се градуираат. Добра. Еве, идеме на највише спомнатата функција, инконтиненција. Во старата номенклатура и во новата номенклатура имаше 3 степени на честота. Првиот степен на инконтиненција не е за хируршки третман. Вториот и третиот степен се за хируршки третман. Сега зависи од возраста на пациентот, зависи од неговата професионална активност, зависи од медицинската едукација. Често пати, многу често пати самиот пациент кој ќе дојде веќе знае дека треба бомбара да биде тоа решено, само на кој начин да биде решено и така. Исто и со пролапсите. Постојат градуации на пролапси. Значи тие што проаѓаат тамо од среден према тежок степен, тие треба да бидат решени хируршки. Затоа што не може да се решат со кегелови вежби, со хормонски локални апликации и сето тоа.
Кеглови вежби е многу позитивно да се прави, ама не да се прави на не знам, на 5-7 години кога веќе добивте пролапс. Кеглови вежби се всушност вежби кои што треба да го зајакнат крличното дно кај жената. Така, и тоа треба да се прават од младост. Треба да се прават пред породување, после породување, после тие периоди кога сте активни. Тогаш немате проблеми, не прават пациентите, нели, обично. Не размислуваат за она што би можело така, да и кога почнат првите да се јавуваат, он се почнува со кегелови вежби, тие може да допринесат да се постпонира проблемот, многу реално. Да, тоа може. Тоа е убаво. Зашто да не? Тоа е баш благопријатно и така ќе се избегнат можеби хируршки интервенции, ќе остане само на оној степени, примарни степени каде што нема потреба од хирургија. Доволно е локален третман, кегелови вежби, не знам, креми, нешто. Многу често пати имаме и такви пациенти. Посебно пациенти кои што се посвесни за своето здравје, кои што сакаат од порано да почнат да превенира. Превенцијата е многу важна во сите сфери на медицината. Не бе да спомнам и за овие постоење на полипи, на постоење на тумори на матка, било да е тоа миоми, најчесто се тие ги спомињаме сега, нели? А да не зборам па за карциномот, тука да не. Кога станува збор за урогениталниот синдром, дали со превенцијата сосема може да се спречи проблемот? Или пак само да се одложи? Синдром е мултифакторијален и нема еден одговор за него. Не може да кажете да може со ова, се ќе спречите, тоа не постои. Може да се спречи физичка активност, избегнување, тоа сме го зборале многу пати, на обезност, значи така тежината, прекомерната телесна тежина доведува до она правилна исхрана, потенцирање на проблемот. Многу важна работа, сега што ќе спомнам, немање обстипација, запек. Така се преведува запек, нели? Сите тие компоненти допринесуваат. Значи редовното празнење на дебелото црево всушност игра голема улога. Многу важно. Али не празнење со напор. Урогинеколошкото здравје кај жената. Апсолутно. Многу пациентки, многу пати идат и со напор, се напрегаат. Дури мократ. Со притисок мократ, што е погрешно. Треба да се остави самиот мочен меур, кој што е мускулатура, се вика детрусор, така се вика таа мускулатура, да она го реализира тоа. И она вежба со тоа. Ако вие притискате, не ја помагате, побрзо млазот може ќе помине, ама мускулатурата нема извежбано на тоа мокрење. А што да прават жените кои што имаат обстипација, односно проблем со празнење на дебелото црево? Има пред исхраната. Исхраната треба да се прилагоди. Друго, бактериската флора во цревата треба да се подобрува стално. Сега тоа читаме исто е модерно. Пребиотици, постбиотици, не знам какви се биотици постојат. Онда треба физичка активност. Физичката активност многу допринесува за редовно празнење. И постојат сега различни природни некои ресурси, не знам, чаеви, не знам, ја што не слушам своје пациентки, некои сливи, некои ми спомиња, некои јаболки печат ли нешто прават. Јас тоа го знам и тоа реално дека може да допринесат, али најдобро е со добра и насочен модел на исхрана и физичка активност се обезбедува редовно празнење без напијање. А ова што го кажав дека напнуваат дури на мокрење. Тоа е многу непотребно, како да кажам. Исто како што честото празнење. Ова кога напнуваат да мократ, детрусорот не ја реализира комплетно својата контракција, својата стегање за да ја испразни. Кога често мократ, тој пак губи волуменот, навиката да може да содржи поголем волумен на време. И тоа е. И затоа не е ни паметно да се седне, да се влезе во тоалет, да се испразни мочниот меур пред да се напушти домот. Па да. Не, тоа ше ако ви се оди во ред, него кога одите за секој случај. За секој случај, за тоа зборувам. Да, кога одите за секој случај, тоа веќе не треба да биде сега, Боже мој, може да се деси, ама ако биде редовно тоа. Тоа може да доведе до проблем. Па не е добро. И да не се седи во тоалетот долго време со телефонот во рака. Да, со телефон во рака, тоа е. Тоа е допринесува сега и за друг момент. Васкуларниот систем на дебелото црево е многу сложен, на завршниот дел на дебелото црево, на ректум се вика тој сега, да не е битно. Па хемороиди, па спадови, па ја често кога работам зададен компартман, таму гледам, доаѓам на многу хемороиди и така. Добро, не врска. Професоре, расте свесноста за оваа проблематика? Да. Се јавуваат се почесто жени? Да, се надевам. Сакајќи да го решат проблемот?
Да, се надевам, еве ја преска реков, значи вакви емисии и на многу други што се од различни типови на здравствена информација, да го кажам, здравствена информација и публикации што идеме сега. Еве ја, не само ја што бев, него бе од Македонија имаше доста колеги на еден конгрес светски што беше во Шпанија, во Барселона. Имаше од Македонија доста, и они сега на сите места нешто ќе кажеме, не, јас тука, некој таму, некој ваму ќе каже по нешто, и се до тоа се мултиплицира. Тоа е многу добро, тоа апсолутно е потребно. Знаете, превенцијата е, пак ја спомнам, превенцијата е многу важна работа генерално во здравството, во здравјето на човекот. Превенцијата, ама треба да знаеме кога да ја почнеме и која е правилната превенција. Кога да се почне? Реков, ја за овој дел што сега го обработуваме. Кај породувањето? Во тој период или треба и уште порано од животот? Да, дури порано може да почне. Пред бременоста, да си почне да си има навика на такво нешто. Знаете, во културите Блиски Исток највише, девојчињата одат не на балет, одат на трбушни, нови стомачни плес игри, како се вика тоа, трбушни плесови, нели? И одат јазици да учат и се тamo, на тоа ниво е тоа. Значи, они треба стомачен танц. Стомачен танц. Значи, тие стомачни танцови јачаат сетова мускулатура карлична и паракарлична. Ние имаме многу мускулатура кои се мали мускулни делови кои што не се значајни, не ги гледаме како големи, али кои што учествуваат токму во таа флексибилност на зглобната структура. Коските во карлицата имаат минимална структурна флексибилност. Сега на социјалните медиуми може да се најдат видеа со вежби намирати конкретно за карличото дно, па секоја жена вреди да се потруди да ги направи, бидејќи траат кратко, по неколку минути во текот на денот. Гледате, имаше тоа, нели, има некои игри со музика, со вежбање, со карлица, со еластичност, јога. Јога, пилатес. Класична јога. И така натаму. Најубаво. Професоре, ви благодарам многу за уште едно ваше гостување во Телма амбуланта. Јас ве поздравувам и ви беше задоволство. Се надевам дека повторно ќе бидете гостин во оваа емисија. Благодарам. Ким се заблагодарам и на гледачите што и денеска не следеа до самиот крај на ова издание на Телма амбуланта. Гледајте не секој работен ден во редовниот термин емисијата 12 часот и 50 минути. Пријатно.